Во Свети Спас го снимав разговорот со историчарот и професор Димитар Љоровски-Вамваковски, одделна и член на Македонско-бугарската историска комисија. Саботното одбележување на годишнината од Гоце Делчев ќе биде еден мал тест за големиот предизвик во македонско-бугарските односи, за заеднички и цивилизирано да покажат респект кон историскиот великан, но и европски вредности во взаимното почитување на посебностите. Едноставно Гоце бил космополитски патриот, така можеме да го речеме, или космополитски бил под влијанието на космополитскиот национализам. Како што космополитски национализам подразбираме дека во тоа време сите народи, без разлика на нивната етничка и верска припадност, се бореле против едно заедничко добро. Односно, тоа добро било од ослободување од некаков феудален систем и ослободување од некој автократско уредување во тогашните империи, како што биле Австро-Унгарија, Османлиската империја, Француската империја, Англиската. Во тој контекст, ако го гледаме делувањето на Гоце Делчев, многу полесно можеме да го разбереме контекстот на времето во кој што тој живеел и творел. Гоце Делчев е можеби не основач на македонската револуционерна организација, но е главниот идеолог и давател на незините насоки како да се движи македонската револуционерно движење. Тој се борел едноставно за ослободување на духот на населението, без разлика на верската и етничката припадност. Цитирам, историчарите се заробеници на етноцентрични погледи на историјата на територијата на која е создадена една црква и една нација. Дали е тоа пречка да се чита објективно настаните и личностите? Знаете, самото население и добар дел од историчарите, тука да не генерализираме дека сите се такви, историјата ја сваќаат не ја сваќаат како наука, туку повеќе ја сваќаат како чувар на нацијата. Или србите имат многу добра изрека национални радници. Ги доживуваат историчарите како луѓе што треба да бранат преку историјата, да бранат одреден национални погледи кои што се создават во текот на времето и постојат во денешницата. Од тој аспект. Професоре, конвој на бугарски националисти, а при тоа истража во одбрана на ликот и делото на Гоце Делчев. Кој ги разбранува страстите меѓу двата народи? Меѓу двата народи страстите најчесто ги заоструваат, така може да кажеме, политичките елити. Големодржавните политички планови и стратегии на одредени држави. Тука во овој случај можеме да кажеме на бугарската држава. Не секогаш во минатото бугарската држава имала вакви тенденции спрема Македонија. Например, многу малце знаат дека споменикот на Гоце Делчев, што е во градскиот парк, е подарок од бугарската држава, тоест од градот Скопје 1946 по формирањето на македонската држава. Исто пример во Институтот за национална историја, најголем дел од библиотеката е подарена од страна на Бугарија на Институтот за национална историја. Од тој аспект, кога политичките елити ќе создадат услови за да има соработка и добри односи меѓу двата народи, тогаш што се случува. Но кога политичките елити заради своји лични побуди и интереси го заоструваат реториката помеѓу двете држави, тогаш настанува проблем, се пренесува и на самото население и меѓу самите две нации, македонската и бугарската, околу меѓусебните нивни конфликти. Препознавате руско влијание или руска инфилтрација во регионот и пред се некакво влијание врз релациите Скопје-Софија? Сега од овој денешен аспект не можеме да збориме, тоа можеме понатаму како историчари, тоа повеќе би го оставил на политичките аналитичари да го кажуваат, но во историјата, земајќи Османлиска Македонија од големата источна криза од 1875 до 81 па натаму, да, Македонија и не само Македонија, туку целиот Балкан е судир на интереси и влијание меѓу големите сили. И нормално е дека тие судири и влијание се преклопуваат дали на Македонија, дали во други делови од Балканскиот полуостров. Ние знаеме класичен пример, уште 43-44 имаме подобна сфера на влијание после Втората светска војна, Сталин, Черчил на лист хартија имаат поделена сфера на влијание. Сигурно и во денешната констелација се знае, Балканот припаѓа на едната или на другата страна од големите сили. Истражувањето на македонското прашање не може да се сведе на пребројување колку пати се
декларирале како бугари или како македонци. Пишувате меѓу другото дека историчарите ги води ваквото пребројување на некој начин на тенок лед што дополнително создава јас меѓу не само меѓу политичарите, туку и помеѓу научната фела. Ние како историчари треба да согледаме целокупната слика на одреден наставни процеси, без да ги разбериме процесите како се формира една нација. Нема да ни биде во корист да кажеме тој толку пати напишал дека е македонец или тој толку пати напишал дека е бугари. Мора да разбереме дека создавањето на една нација, не само во случајот со македонската нација, туку и на сите балкански и па дури и европски и светски нации си има одреден процес на раѓање, на созревање и на понатамошен развој. Така и во случајот со Османлиска Македонија, крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот, кога е зачетокот на формирањето на македонската нација, самото именување не означува одредена национална или етничка припадност. Нацијата е мултидимenzионална категорија. Има многу маркери и фактори што влијаат врз формирањето на одредена нација. Дали е тоа јазикот, дали е тоа културата, дали тоа се обичаите, територијата. Во македонскиот случај тоа е многу важно дека македонските револуционери стално се повикуваат на територијата, на татковината, они ја бранат и ја чуваат територијата. Они всушност се најголеми противници на оној етнонационализам на соседните балкански држави кои се обидуваат да ја присвојат целосно или да ја поделат Македонија на своји сфери на влијание или физички да поделат. Што и дали очекувате за вривање на страстите на денот на Гоце Делчев? Ова за жал последните неколку години се повторува и станува за жал циклично повторување на овие настани. Јас се надевам и верувам дека нема да се случи некаков инцидент и дека навистина вистинските почитувачи на ликот и делото на Гоце Делчев на еден достоен и свен начин ќе го чествуваат неговото датумот на неговото раѓање. Сега понатаму дали политиката ќе има одредено влијание за тие односи да иде во насока на помирување или на разгорување, страстите се зависи, како што кажав и претходно, од политичките елити. Многу често научната фела знае да порача политичарите да ги трнат рацете од историјата. А ако се водиме според тезата историчарите треба да ги надминат сите дилеми и недоразбирања врз основа на научна аргументација, на крајот прашањето ми е каде е главниот камен на сопнување кога ќе седнете со вашите колеги бугари во мешовитата комисија во делот на тоа чие и кому му припаѓа Гоце Делчев? Проблемот не е во историската вистина толку во самата комисија, туку проблемот е во наметнувањето на одредени национални наративи. Бугарската страна преку нивниот дел од историската комисија се обидува да го наметне нивниот историски национален наратив, со што би го побил, да речеме, условно македонскиот и би наметнал нивни наратив, односно нивна перцепција на македонската историја. Тука е главниот пречка на сопнување, раздор меѓу членовите на нашата и на нивната комисија. Се додека бугарската страна на комисијата не разбере дека не е можно да наметнат некој тук наратив на веќе создадена национална историографија и нација, дека преку историјата они ќе се надеваат дека ќе се случат некакви политички, етнички промени, државни на воденешна Република Македонија. Тоа мислам дека нема да води кон некоја поблиску, по зближување меѓу ставовите меѓу двете страни. Ви благодарам за разговорот. Благодарам.